ВМРО-ДПМНЕ очекувано ја напушти средбата по завчерашниот прес на нивниот лидер, господинот Мицковски. Јасно беше дека од сите 9 забелешки кои што ги дадоа на Законот за јавно обвинителство, всушност само една забелешка е забелешката која што им е битна и која што е практично вистинска забелешка. Со цел да не излезе тоа на виделина, тие не доставија писмен текст и покрај тоа што такви беа досегашните пракси на меѓусебно договарање, беше најавено на пресконференцијата дека тие на состанокот на работната група ќе ги презентираат забелешките. За жал, избегаа и од тоа свое ветување, значи денеска не презентираа ни една забелешка. Кога се прифатија да присуствуваат на средбата, разговаравме за форматот на тоа кој друг би бил поканет на средбата и истакнаа барање да се поканат представници на Европската делегација и на амбасадата на Соединетите Американски држави, кои што тоа барање ние го прифативме и беа поканети. Значи форматот на средбата кој би бил поканет надвор од пратеничките групи беше договаран пред да почне средбата заедно со ВМРО-ДПМНЕ. Тие во ниту еден момент не побараа господинот Јовевски или некој друг да биде присутен. Така што нивното барање го оценувам исклучиво како обид да се одолговлачи процесот со цел тие да не ги истакнат своите забелешки, бидејќи во суштина забелешката им е само една, а тоа е содржана во точката 9 на пресот на Христијан Мицковски, а тоа е прекинување на сите постапки поврзани со незаконското следење на комуникациите. Се надевам дека ВМРО-ДПМНЕ ќе си ја преиспита сопствената одлука денеска и нивното неконструктивно однесување, бидејќи не е добро да останат надвор од процесот во кој што политичките партии можат да демонстрираат дека се за евроинтеграција, дека се за неселективна борба против криминалот и корупцијата. Значи, господинот Јовевски беше член на работната група која што го изработуваше законот и јас им објаснев и на ВМРО-ДПМНЕ дека тој ќе биде повикан заедно со целокупната работна група, но и со другите експерти на таа јавна расправа на која што ќе можат да разговараат за текстот на законот. Сакам да ве информирам дека и пред да се прати овој текст до пратеничките групи во декември минатата година, јас го имав пратено на работната група да го прегледа, да даде сугестии, така што господинот Јовевски е запознат со оваа верзија како член на работната група. Мислам дека е некоректно да ја ставиме на коцка иднината на овој закон само во рацете на ВМРО-ДПМНЕ, така што продолжуваме да разговараме со сите политички партии во собранието и пратенички групи со цел да обезбедиме двотретинско мнозинство. Сите се поканети, но на сила никој не можеме да донесеме, ниту имаме намера. Јас немам најава дека било кој би имал против овој закон, така што немам дилема во тоа дека ќе биде поддржан од пратениците на на СДСМ, а секако и од пратениците на ДУИ. Тоа го искажаа денеска и представниците на СДСМ и представниците на ДУИ на денешната средба и тоа го кажаа како став, значи официјален по овој текст на законот.